Со оглед на фактот дека Македонија е богата со квалитетни растенија и со лековити билки, употребата на растенијата како неисцрпен извор за лекување и за негување на здравјето на луѓето има долга традиција на овие простори. Тетовци од неодамна имаат можност да го бараат изворот за своето здравје во билната аптека и здрава храна, која уште еднаш докажува дека илјадници стручни раце да се соберат во која било од најсовремените лаборатории во светот не можат да го синтетизираат она што може една растителна клетка во природата. Во новоотворената билна аптека и здрава храна во Тетово, секоја втора сабота има презентации со професори, биолози, нутриционисти. Секој граѓанин може слободно да дојде и да се информира за неговото здравје бесплатно. Денес во билната аптека тетовци имаа можност да се консултираат со професорката Марија Тодоровска, која им укажа на дел од широката палета на лековити растенија и чаеви. Еднородни билки, многу различни врсти, но јас денеска како билка на денот ќе издвојам црвениот здравец, која што представува ендемска билка, изобилува со многу етерични масла, изобилува со минерали и витамини. Токму заради тоа сега ја посочувам. Меѓу минералите, го има калциумот, железото, магнезиумот, натриумот кој што во трагови ги има во храна. Може во исто време да се користи и како зачин, и како одвар, како чај. Во секој случај оваа билка може луѓето да ја користат во многу намени. Заради тоа што изобилува со многу минерали и витамини, може во секој случај имунитетот, кој што првенствено ке сите ни е многу битен и важен, да се подобри, може да служи како подобрувач на циркулацијата, за кожни заболувања, најчесто за нервни заболувања исто така може да се користи и најважно од се може да ја издвоиме дека е тоа билка која што е многу надежна заради тоа што туморите не демнат од сите страни, рак, болести, кои што се најчудни, најтешки, најболни, тука навистина се справува само црвениот здравец. Според неа, интересот на пациентите за користењето на растителните билки, односно чаевите во функција на нивното здравје, не опаѓа и покрај фактот за развојот и моќта на фармакохемиската индустрија. Се осврна и на неколку чаеви. Би го издвоила чајот за намалување на телесна тежина. Неговата функција во суштина е да се намали тежината преку тоа што вишокот на течности се изфрлаат, се излачуваат, маснотиите се разградуваат, се намалува малку апетитот и се забрзува метаболизмот. Перисталтиката ја доведува до едно високо нормално ниво. Тука тој би бил идеален во комбинација кога би се зел со антицелулитниот гел, заради тоа што ние многу често дифузно и надворешно можеме многу брзо да си помогнеме. Чајот внатрешно ќе ги разградува мастите, а додека антицелулитниот гел за повеќе од една недела ќе се почувствуваат видни ефекти со тоа што кожата ќе стане мазна, глатка, фина и нема да се забележува веќе таа кора на портокал што е својствена за жени кои што имаат повисока тежина. Меѓу чаевите кои што исто така во моментот би сакала да го издвојам, тоа е чајот за алергија, заради тоа што во моментов знаеме сите дека алергените се околу нас и треба да спречиме. Чајот нека да се пие во текот на денот половина литар, изработен е од билки кои што всушност се безцветни и тука се користат само коренот или листовите. Тука одлично би дошле етеричните масла на панчич кои што помагаат за локализирање или за уништување на алергените. Еве го чајот за нерви, кој што денес никој не би можел да каже дека може да го помине денот без чајот за нерви, заради тоа што живееме во едно стресно време, кога не можеме да се изолираме. Исто и тој препорачлив е да се пие во текот на денот повеќе од половина литар. Тука би го издвоила адреналот, кој што исто така би дошол заедно со него. Тој е антистрес, го регулира кортизолот и прави да се чувствуваме прекрасно. Понатака, чајот за простата. Тука мажите ќе ни бидат многу благодарни, заради тоа што овој чај за простата е награден неколку пати со златна медаља. Чајот за простата го намалува жариштето, туморозните заболувања, најчесто на простата, и тука оние цистични реакции кои што многу често можат да ги зафатат тие регии. Чајот за срце и подобрување на циркулација, кој што во исто време го јакне срцевиот мускул.
и помага за правилна функција, за правилна работа на срцето. Меѓу другото мора да спомнам дека крвните садови кои што се водечки во процесот на раздвижување, значи допринесуваат да нема таложење на калцификати, да нема холестерол и триглицериди. Во исто време сите овие чаеви, значи кои што се композиции од чаеви, ние ги надополнуваме со еднородни чаеви кои што знаеме дека може да ја зголемат моќта и ефикасност. Од чаевите што би можела да издвојам, најверојатно би бил исто така чајот за астма, кашлање, тешко дишење и за бронхитис. Сите оние луѓе кои што имаат значи проблем со таложење на шлаемот, така кажан, тој со тек на време станува влажен, по-лесно за искашлување или уште така наречен мукозен, се исфрла и кај луѓето не остануваат никакви последици. Би го издвоила чајот за стомачните гоби, заради тоа што ова наше време на хеликобактери, кој што секој од нас може да се пофали дека го има можеби и секој втор, заради тоа што знаеме дека малку време ни останува да сготвиме дома храна, да биде свежа, да биде здрава, повеќе сме на брза, на фастфуд храна, чајот за стомачните гоби, значи помага и кај улцерозни колити, значи помага кај промени кои што може да бидат зафатени со секакви потешкоти на желудник или на црева и така натаму. Процесот на варење да нема значи обстипација, во тој случај овој чај навистина е многу благодарен и захвален да го имаме. Многу често луѓето се жалат на колитични реакции кои што колити може да бидат до крвави столици, а тие крвави столици знаеме дека го истрпуваат организмот, заради тоа пожелно би бил чајот за колитис, заедно со уште некои еднокомпонентни чаеви, така да нашата палета на вистина во суштина е многу богата и многу квалитетна. Не смееме да го пропуштиме чајот за бубрези и чајот за женски болести. Се повеќе, значи, женската популација може да се пожали и се жалат најчесто на тешки инфекции, тешки жаришта кои што предизвикуваат стерилитети. А тие стерилитети, предходно малку го спомнав, значи, здравецот, сега ќе се навратам на него, би можел да дојде во секоја од овие композиции и тој уште е крстен чај бебе, заради тоа што заедно со чајот за женски болести го подобрува, значи ја подобрува плодноста, а од друга страна го анулира стерилитетот. Сега многу е битно заради кој и на кој начин е тој достигнат до тоа ниво. Тука би можела да ја спомнам, значи, здравецот заедно со рейши печурката, кои што содржат природен германиум, значи органски германиум, 132, црвениот здравец и рейшито, може многу често да ги решат најтешките форми на рак и на туморозни заболувања, нормално заедно со B17, со содата, овде во ова наша апотека за здрава храна и за многу билки може да се најде значи решение за многу потешкоти, за многу проблеми и за многу болести. Билната аптека и здрава храна се наоѓа во строгиот центар во Тетово.